Така што сега си пишувам 3 улоги. А тоа не се учи. Тоа веројатно го имаш. И треба само да го развиваш. Каде се чувствувавте своја на своето? На театарската сцена или зад неа? Па морам да кажам дека секој актер мора да биде и режисер на својата улога. Клановите не постојат само во театарот, на секое место околу нас. Веќе сум песимист и во однос на целото општество каде што живеам, бидејќи толку непознавања во однос на историјата, во однос на јазикот непознавање, и ја држам девизата и на Петре М. Андреевски и на Коневски, дека детството за секогаш останува во нас. Градба на нова пруга, мислам. И не може за така краток период без истражувачки работи да се влезе во инвестиција. Веќе сме, мислам, поудучени еви од автопатите што влегуваме така како што влегуваме, без истражни геолошки работи. Процесот, потекот кој што го направи Таравари, му оневозможува во иднина да биде дел од, како се вика, од владината коалиција. Постои ли реална шанса по локалните избори да се изгласат уставните промени? Не, секогаш постои. Во ова насока ја мислам дека треба посредништво и некаква гаранција од страна на Европската унија. Добро утро, директорке. Добро утро. Ај гледај си ги книгите. Севишен Господе, и мене малку среќа да ме огрее. Та 3 ќерки убавици имам. И секоја посебен марифет. Кешки некоја да му падне за око на царскиот син. Повеќе од 5 децении активна присутност на македонската театарска и филмска сцена. Незината уметничка кариера вклучува речиси 50 улоги во театарските продукции, 10 телевизиски, филмски ангажмани, како и 20 режи. Освен на сцената, таа е препознатива и како сценарист и водител на бројни детски програми и музички фестивали. Дипломирала на Факултетот за драмски уметности во класата на Љубиша Ѓоргиевски и Владимир Милчин. Била прогласена за најдобар студент. На неколку наврати, поточно ги добила наградите за животно дело 13 ноември и на град Скопје, како и 11 октомври. Gypsy Magic, македонски народни приказни, Дајте музика, Погрешно време, Големи мали, Наше мало. Се само дел од филмовите во кои таа партиципирала. Во вечерашното издание на Трилинг соговорничка е Снежана Коневска Руси, овогодинишна лауреатка на филмскиот фестивал Војдан Чернодрински. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов театарскиот, македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. Благодарам што се навративте на темата театар, да бидеме соговорници на телевизиска емисија, театарот и телевизијата. А на Снежка не е далечна ни телевизијата, ни радиото, бидејќи првите почетоци се некаде во самото радио Скопје, во детската радиодрама. И ако нешто ми е блиско, тоа е микрофонот, студиото, камерата, играта пред партнер микрофон, играта пред партнер актер и, мислам, најубавите моменти од живот. Какви беа почетоците на филмската уметничка сцена? Дали чувствувавте слобода или своевиден притисок? Не е тоа притисок. Прво е пред се љубопитство, да видиш како е на филмот, но мислам дека мојата енергија повеќе е насочена на театарскиот живот, бидејќи таму, ако сум малечка, 1,5 метри што велам, не можат сите да ме видат, но затоа сите можат да ме чујат. Мојата радиофоничност постигнува таков ефект да можат да те чујат сите, да допреш до сите и да пренесеш својата емоција до сите нив и возвратно да добиеш исто така за продолжување на таа енергија. Ако театарот е јаве и сон, што значи постојано и упорно да се трага по скомрахот во себе? Види, денеска може би е лесно овој скомрах да се наврати на назад, да провери што направила, но тој далечниот скомрах не пишувал CV-ја, така што дел од нив прочитавте од тоа моје CV,
И вие интересно како сите новинари ги броите улогите. Ние ги броиме годините. Така што Снежка одбележа 80 години на радиото на МРТВ, 80 години на Македонскиот народен театар и моите 8 децении во својот живот. Речи си половина век уметност и посветеност, вам не ви беше доволно веројатно образованието за актер, па продолжите да се доедуцирате, запловивте во режисерските води. Каде се чувствувавте своја на своето? На театарската сцена или зад неа? Па морам да кажам дека секој актер мора да биде и режисер на својата улога. Не толку да се меша во режијата, во концептот на режијата на режисерот, но во концептот на својата задача, на својата улога. И мислам дека таа моја способност да го проширам не само врз својата улога, ами и врз улогите на другите во представата допринесе до тоа да појдам во Софија да дипломирам и режија за кореодрама, пантомима, мюзикал. Така што, веројатно следниот период и досегашниот се бавам и со режија, и сега можам да си кажам Снежка автор, актер, режисер. Бидејќи и со пишување се бавам, правам драматизации, авторски текстови, сценарија, така што и последната награда во Битола на анонимниот конкурс, ја добивам третата награда за монодрамски текст. Така што сега си пишувам 3 улоги. А тоа не се учи. Тоа веројатно го имаш. И треба само да го развиваш. Се радувам што зад себе имам книги, бидејќи тие се моето главно мото, кое што го пренесувам на моите и соработници, и нови ученици, и моите внуци. Без книгата нема ништо, бидејќи енергијата на умот ја создава суштината на животот. А животот е цела уметност. Да се живее, значи од себе да направиш уметничко дело. И јас сега можам само да бидам радосна дека сум направила на 3 дела од мојата уметност уметнички дела. Јас така си ги крстив. Господи Руси, низа генерации на млади израснаа со вас. Дајте музика како глас на омилените цртани филмови, на приредбите, на музичките фестивали. Дали детето во вас се уште живе? Па мислам дека Снежана девојчето многу често. Да, обично ја вика Снежка, грешка, смешка. Тоа ми беа првите назнаки во Дајте музика. Благодарна сум на авторот и на Милен Делковски, на екипата цела од телевизија. Едноставно, тие ми отворија едно друго поле да си играме. И ја држам девизата и на Петре Андреевски и на Коневски, дека детството за секогаш останува во нас. Дали секогаш чекавте да добиете роља или понекогаш можеби свесно се наметнувавте да бидете дел од некоја представа? Да. Не чекав никогаш, ако имав желба да заиграм во некоја друга представа, некоја друга улога, едноставно се понудував, без ниедна проба упаѓав во представи и едноставно доживував пофалби и на писмено и усмено, дека сум одговорила на задачата. Така што си се радувам на неколку своји такви задачи. Оти обично режисерите кои доаѓаат од надвор не можат да не познаваат сите актери во Македонскиот народен театар, ами напротив, ако сам не се понудиш, ништо од тоа. Ви се случило да не бидете на иста бранова должина, например, со некој од режисерите? Да, секогаш правам по свое. Ќе го разубедам дека така треба, јас како што кажувам. Едноставно и моите колеги ме знаат дека сум доста инаетлива, дека сум доста остра и написите за Снежка, дека е мал отров што се чува во мали шишенца, е навистина точна и едноставно тоа што сакам, тоа го правам. Бевте дел од вечна куќа на Плевнеш и Пројковски, на отворањето на новиот театар тогаш. Пронајдов една ваша констатација дека во театарот постојат кланови. Дали и во оваа професија има суети, самобендисаност, ароганција? Сите овие епитети важат за сите луѓе, не само за уметниците во театарот или на филмот, било каде. Едноставно човек без суета и без другите два епитета што ги кажа, не постои. Значи не е тоа главното. Клановите не постојат само во театарот.
на секое место околу нас. Без клан нема шанса. Секој ги дава своите, предпочита неговите да се околу него, а јас не само по тој повод, оваа изјава ја повторувам кој знае од колку одамна, дека директорот бира дали заменик или драматург, некој што е подолу од него, за да може да биде подобар. Височината на една кула се мери според сенката, а големината на еден човек според бројот на завидливците. Така што едно време бев и директор на драмата на Маната, а генерален директор беше Мирко Стефановски, и тој еден ден ми вели: Снежка, не знаев дека толку многу луѓе лошо зборуваат за тебе. Јас се изнасмеав нормално, следејќи ја оваа реченица на едни наши познати. То се цитати, не сум измислила јас ништо ново. Ама од што читам па нешто останува во главата. Така што знам дека сум имала многу, значи, такви луѓе. Едноставно знам и со нив да се, што велам, така да се истакнеме или да се надброиме и така натаму. Комплетен актер е да играш со целото тело, да говориш низ песна, да пееш со зборот, да твориш со душата и телото. Ова е ваша констатација. Мислам дека е таа општа за сите, оној што сака не само да говори, говорот мора да премине во песна, песната во танц, тоа е мојата девиза и едноставно така ги правам и представите. И за деца, и за возрастни, и соработка со многу училишта кои што одбележуваат 70-80 години во Скопје, па последното со Црвен крст 80 години перформанс во Маната. Така што секогаш правам, значи, тој принцип. Стихот, зборот е збор, но тој мора да се преточи во песна, песната во танц, во игра. Актерот треба да е способен да го користи својот ум, своето срце и своите бубрези. А вистината е во нозете. Тука се открива дали си аматер или професионалец. Господи Руси, еден од членовите на меѓународното жири на Војдан Чернодорински констатираше дека театарот е во криза. Како вие гледате на ова? Снежка го демантираше во неколку изјави веднаш после тој разговор на тркалезната маса, затоа што реков дека овој пат не е прочитано главното мото на фестивалот: смеј се и осмели се. Ана, уметничкиот директор на фестивалот, значи направи таков склоп на представи, одредени представи за смеење, да кажам, и одредени представи за осмелување. Едноставно, театарот е таква волшебна уметност која треба да се осмелува. Значи, да биде храбра, да се, како да велам, полемизира, да предпочитува, едноставно да дискутира за сите проблеми, да ги става сите прашања на увид, а потоа да дава и можни одговори. Без таквата волшебна сила на театарот, ние веќе не говориме за храбар театар, ами напротив, тој е веќе театар на стеги. Ова ЮНЕСКО 59-та година го има изговорено во Хелсинки, дека театарот ја губи својата моќ. А овде, на оваа година на театарските игри, видовме дека театарот се осмелува и без најмали финансиски средства да направите представа, само со актер, гола сцена, привремени или костими, значи имате успех, се вели тоа. И тоа е таа старата реченица за актерот и за театарот: еден актер, простор и гледалиште и имате представа. Така што финансиската криза е прва во македонскиот театар. Но јас главниот проблем го гледам малку пошироко во Македонија, со драмските секции, така ги нареков, театрите, во Струмица, во Прилеп, во Куманово, во Штип. Тие екзистираат при домови на култура или центри на култура, поново кажано. Тоа значи дека немаат своја автохтона ни култура, ни процес, ни финансии, ништо. Тоа е паднато, во таа насока е паднато, а финансиски е паднато. Имаше представи кои што беа комплетни, и сценографски, и костимографски, и режиски, и текстуално, се комплетен театарски чин. Оти театарот е моќна уметност. Такво лудило на фантазијата во Црно семе, да речеме, од Битолскиот театар, или Ричард Рети на албанскиот, па Рацин на Велешкиот, навистина комплетни театарски чинови. И да ја кажете таа реченица, тоа е нешто спротивно. Значи, не сте прочитале која е девизата на фестивалот.
Господи Руси, сведоци сме, јавноста е сведок за се почесто бунтовноста на актерите во јавноста. Од каде произлегува тоа незадоволство, тој револт? Па зависи тоа, општо го кажуваш сега, конкретно, зашто револт? Дали е се до парите? Дали е до финансиите? Па еве покажа представите дека и без финансии може да се направи проект. Значи сега одиме на таа линија да ги профилираме македонските автори, така што неколку драмски автори веќе се на отворена сцена и поставени во драмскиот театар, во штипскиот театар, така што тоа мене ме радува дека имаме нови дела, не мора да се навраќате секогаш на старите. Но да речеме Ричард III на албанската драма покажа дека и најстарото дело може да биде прочитано во денешни услови. Сегите тренинг гостинка во емисијата Снежана Коневска Руси, речиси 5 децении актерка, овогодишна добитничка на наградата Животно дело на фестивалот Војдан Чернодрински. Господа Руси, како гледате на ретроградните движења, на граѓанската свест, на културолошките и социолошки движења во земјата? И тука ќе се навратам и ќе кажам и тука кланови. Тоа е најкраткиот збор, за да не раскажувам премногу. Може би сум уморна од раскажување, но и тие здруженија, и тие невладини, независни организации, се е тоа склопено во одредени рамки и се знае кој добива, кој не добива грант, бидејќи јас сум еден од ретките кој што е член како уметнички раководител во Здруженијето Свет на различни, а еднакви, и веќе 8 години подготвував меѓународен драмски фестивал за лица со посебни потреби, игри без маска, театар без дискриминација. Тоа се одвиваше во Македонскиот народен театар. И морав да аплицирам на одредени грантови. И тогаш сваќаш, во однос на тоа кои се добитници, дека повторно е направена некаква договорна шема и дека тука се задоволуваат само основните работи или не добивате ништо. Така што и во тоа не верувам веќе. Едноставно, може би веќе сум песимист и во однос на целото општество каде што живеам, бидејќи толку непознавања во однос на историјата, во однос на јазикот непознавање, и често ја слушам реченицата додека го говорам македонскиот јазик и додека го преточувам на своите внуци, тој ќе живее. Не, формално правно Снежка е пензионер. Формално правно македонскиот јазик треба да биде ставен во европската агенда. Не да стои зборот сегашен или денешен, како и да го преведете. Значи, тука сум многу потресена од тие аспекти. Едноставно, ако јас започнав со српски јазик да говорам, моите професори или наставници, уште во 11. октомври училиштето, Грозда Данова, Александар Бошковски, изучувајќи ја граматиката на македонскиот јазик, ме научија да говорам и да бидам најдобра и од своите соученици. Потоа продолжи во гимназијата Славка Манева, поетеса, за која сега подготвувам драматизација на нејзина книга, Звездени перничиња, до моите професори на Факултетот за драмски уметности, Коневски, Благоја Корубин, Илија Милчин, прекрасни професори кои што ми дадоа задача да го чувам, да го афирмирам македонскиот литературен стандарден јазик. И моите забелешки веројатно одат не само на телевизиските новинари, соработници, ами и на своите колеги, веројатно малку сум издодевна со моите забелешки, но се надевам дека нешто останува, колку и да се бунат. Зошто имаме изместени вредности? Наместо квалитет, доминира сушност она што вие велите кланови. Тоа е, живееме во едно такво време. Не постои веќе вреднување на вистинито и лажно, вредно, невредно, професија, мисија, а театарот е тој кој што дава можни одговори, предпоставени одговори. Порано мислев дека похрабар е театарот, може да постави многу похрабри прашања, но веројатно со годините сите стануваме покомпромисни. А оттаму веројатно и комисијата меѓудржавна стана компромисна, слушајќи трети или над себе други, а не поаѓајќи од својата професија.
соочување со македонскиот менталитет, дали луѓето изгубија довербата во себе како граѓанска сила? Не, мислам дека не е изгубена, само е компромисот сега подоминантен. Секогаш мислиш што ќе кажеш, колку ќе кажеш, зошто и како. Зошто се мери зборот? Се плаши? Се плашиме да искажеме нешто? Па тоа е, само треба да го послушаме ЮНЕСКО. 1959 година кажал во Хелсинки на едно свое излагање дека театарот е најмоќната уметност. А тој веќе не се осмелува, вели, треба да го градите театарот и треба да се осмелувате. Оттаму ја поздравувам Ана, уметничкиот директор на фестивалот, Бојдан Чернодрински, што апострофираше смеј се и осмели се. Не живеј во мочуриштата, во длабочината и така натаму, ама осмели се да се фатиш во костец и со најострите проблеми на сегашното живење. Кога сме во однос на справувањето со најтешките проблеми, кога велите, препознавате ли кај нас лидерство, визија, систем на морал или на изместени вредности, или сето тоа во едно? Ова е тема малку поширока и мислам се обидувам да бидам кратка во однос на временското траење. Се кажа во самото прашање и едноставно мислам дека вака ако продолжиме не гледам излез. Зато велам можеби повеќе сум песимист сега и се вели тоа го гледам крајот. Не сакам да го видам лошиот крај, би сакала да има лидери, но тешко се раѓаат лидери. Снежана Коневска Руси, активна пензионерка. Баба на внуци. Така, точно. Баба на тие две внучиња, од ќерката Јана, Павел и Саша. Втора баба и на други внучиња, синовите Иво и Боби, каде што имам уште две внучиња, кои што се плашат, можеби од зборот на Снежка, бидејќи постојано ги исправа, дали се слекуваат обувките или се собуваат, дали се 200 или 200, дали се 300 или 300, на кого, нему и така натаму, многу зборови. Меѓутоа, јас се дичам со тие внучиња, едноставно живеам и работам и за нив и за многуте деца кои што сакаат да студираат факултет за драмски уметности. Но моето прво прашање е за тие што сакаат да студираат, дали ги прочитавте драмите? Кои драми сте ги прочитале? Кажува ни една. Велам, ние немаме разговор. Поздрав, пријатно. Значи, книгата е извор на се. Без неа, тешко. Образованието не сакам ни да го коментирам. Па вие очекувате лидери? Очекувате наставници? Професори? Моливчето на Илија Милчин и ден денес го паметам. Ми го предаде и вели Снежка, грижи се за македонскиот јазик. Значи, моите сеќавања се само за добрите професори, кои што некако ми го означиле патот. Не сум била ни свесна дека е тој пат, вистинскиот, нели? Сега може би е лесно да кажам тие ми го трасирале, или јас сум одела по зацртаниот пат, но сето тоа заедно е. Сами си го сквернавиме македонскиот јазик дома или ова што и политичарите Не, прво сами постојано дома. ни го велат од надвор се обидуваат да ни го оспорат? Не, вели нема никој да ја брани земјата која нема сама да се брани. Што значи дека прво ние треба да обстоиме на нашиот јазик, точен, како што треба, постојат и лектори, меѓутоа никој никого не слуша, секој мисли дека се знае. Така што другото од надвор е плюс дополнително, но прво мораме ние да си го зачуваме јазикот. Правно, формално, правно. Во секоја институција мора да го имате тоа. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарна, Снежка. Колку ја што ги познавам работите во македонски железници, тамо по моје мислење нема, значи нити физибилити студија, а уште помалце идеен проект, а да не зборувам и за главен проект. Тоа вчера или пред некој ден
го чув и од Министерката за финансии, која испрати писмо, нели некое писмо до некои, не знам какви тие, јас во финансии баш не се разбирам многу, до 21 банка во Европа и низ светот, кои фактички преку кои ние ќе добиеме пари, а главен гарант за повраток на кредитот ќе биде британската страна. И таа во својата изјава рече, на прашање на новинарот, рече ја не сум видела ни идеен проект, не сум видела ни физибилити студија,